Дури 86 деца во 2011-та пријавиле насилство во училиштата. Фрапантна бројка, имајќи предвид дека дури 15% од пријавите се однесувале на поплаки од учениците за негрижа кон нив од наставниот кадар. Било забележано и психичко и физичко насилство наставник-ученик. Овие податоци ги изнесе првата детска амбасада Медјаши во извештајот за добиени пријави на нивниот СОС телефон за злоупотреба на децата. Од вкупно 477 случаи, над 190 деца били изложени на физичко, психичко и сексуално насилство, како и негрижа и занемарување. Она што не загрижува од вкупните 462 случаеви на прекршување на правата на децата и проблеми кои ги имаат децата е генералниот заклучок. Децата таму каде што треба да бидат најзагрижени се најмалку загрижени. А тоа е домот, во училиштето и во институциите. Децата се плашат да го пријават насилството кое го трпат, констатираат во Медјаши. Од 235 дојави на бесплатниот телефон за помош, само 15 деца сами се јавиле, побарале помош или пријавиле насилство врз друго дете. Сите овие статистики кулминираат со тоа што и процентот на институционалната злоупотреба е многу висок, исто колку и насилството во воспитно-образовната институција, така да децата не се заштитени нели во самото училиште, во матичната клетка во семејството и токму оние кои што треба да ги заштитат нив се институциите. Невладиниот сектор реагира, но очигледно потребна е поголема соработка меѓу центрите за социјална работа, полицијата, училиштата, но и родителите кои се основа за детското однесување. Социјалните работници неопходно е да се почесто на терен, да вршат строг надзор врз проблематичните семејства, како би можеле навремено да реагираат во спречување на насилство врз децата.